Вито, здраво и добре дојде во програма на градови. Ти си музичар, не само тука кај нас, и во регионот. Сега сакам да те прашам, ги познаваш и ноќниот, и денскиот живот, се дружиш со луѓе. Музиката е нешто каде што човекот пред музика сите своји чувства ги искажува. Кога би дошол некој човек овде, прв пат во Пробиштип, што би му кажал за овој град? Јас сум голем локал патриот и ќе му кажам се во суперлатив за Пробиштип. Значи само убавини. Пробиштип е едно прекрасно, мирно градче во истокот, во североисточна Македонија, кој што изобилува со убав народ. Како и сите ние македонците, но Пробиштип има убава клима. Се е супер, тука е климата многу позитивна, многу е убаво за живење во Пробиштип. Добро, сега, она што е специфично, иако е еден од помладите градови, да речеме, рударството ги врзува, тука од различни градови доаѓале заради рудникот што е тука и можеби различни носеле дел од своите навики што ги имале од другите градови. Има ли чаршиски живот? Има ли ноќен живот? Има ли разговарање? Има ли културен живот? Секако Пробиштип од секогаш бил урбан град и никогаш не е недостасувал тој културен, тој урбан, тој живот на чарчиски живот, како на културен план, така и на спортски, да речеме. Подсекогаш постоело киното Рудар во Пробиштип, подсекогаш е работело, е имало секакви културни манифестации, но морам да спомнам и за спорт. Иако сум музичар, јас сум голем љубител на спортот. Пробиштип е многу спортски град, одсекогаш е бил тука ФК Рудар, како фудбалски клуб, но имало и други спорт, и други екипи во другите спортови. Имало ракомет, кошарка, дури е имало ватерполо. Пробиштип е еден град што може би меѓу првите имаше базен, сега веќе аквапарк, малку во Да, сега во друга форма, многу модерно направен, но за базентот, колку се јас сеќавам, и колку е тоа точно, веројатно така, чарчиски се зборувало дека бил може би првиот олимписки базен во Пробиштип со тие димензии, тие критериуми што се застапуваат, што треба да бидат за олимписки базен. Така да ние пораснавме на тој базен. Исто така, како и секој град има парк, може е малце поголем тука, иако на почетокот на градот е, тука е во близина, што би му кажале што да посети? Лесновскиот манастир, нешто што е? Главна знаменитост тоа Лесновскиот манастир со Лесновската книжевна школа. Значи, Лесново е исто така, може би главното, а паркот, тука седиме во близина на паркот. Паркот е сега реновиран, но одсекогаш е бил токму на место, на влезот во градот, со тој символ рударот на сред, што никогаш не е сменет како споменик поставен во паркот. Тој, колку и да се реновира од страните, тој рударот секогаш стои и буши со тоа неговата машина на сред на паркот. Колку треба за среќа? Си во образовниот процес, си со младите, со возрастни навечер, музиката те врзува, различни музички жарови секако дека барат. Што треба за среќа на еден човек? Па, тоа е комплексна работа, е среќа, но ако се потрудиме, ако живееме со таа желба и со таа мисла, секој може да дојде до среќата. Треба само да бидеме честни, да уживаме во животот. Среќата доаѓа на овој или оној начин. И треба да се почувствува и од мали нешта доаѓа. Да, од секако од мали нешта. Па музиката, например, е тоа знак, битна работа за среќата. Мене по игра на случајот цел живот сум со музика, иако професионално друго имам завршено, сум професор по македонски јазик, но сепак среќата е нешто што е поврзано со таа музика, бидејќи музиката е се она што не обкружува, музиката секаде има. Го посетуваат ли градот? Може би не сме во некој централен дел на државата, но бидејќи има што да се види, доваѓаат луѓе. Прекрасен народ доваѓаат во Пробиштип, доваѓаат луѓе од сите страни, од секаде. Ви благодарам за разговорот. Посакувам многу среќа и успех и на професионален план и на музички план. Благодарам и на вас. Секој добро.